Добро вечер. Ви благодарам што сте на Канал 5 во Централните вести. Ова се насловите. Остри тонови меѓу премиерот и судската власт, која го обвини за паушални изјави. Мицкоски возврати. Само една работа ќе барам, одговорност. И Коцевски бара повеќе пари за обвинителството. Не ни одобрено ниту едно ново вработување, па дури ни пополнување на овие испразнети места. Потврдени монструозните измами со операции на срце. 10 пациенти непотребно оперирани или испратени на операција. Тоа се првични оценки на нашата работа. Борбата што ја води Али Ахмеди веќе 2 децени е честна, искрена и за идеали. Блерин Беджети смета дека кривичната против него била политички притисок. Докаде е правната процедура за случајот? Додека младите си одат, оние што сакаат да се вратат во земјава, по студиите во странство, се соочуваат со бизарни административни пречки. Едноставно ќе морам да напуштам и да продолжам со кариера на друго место. Вашите коментари се неаргументирани и паушални. Ова во заедничко отворено писмо до премиерот го напиша од Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на суди. Мицкоски не сакаше да го коментира писмото, но најави дека до нова година ќе бидат донесени сет закони за финансиска независност на правосудните органи и порача дека потоа целата одговорност за работењето ќе биде само на судовите и на обвинителствата. На оваа тема во живо пред собранието ја вклучуваме Маја Стојановска. Маја, ајде прво да чуеме кој беше мотивот на правосудните органи токму вака да реагираат до премиерот. Да, Борче, судската фела испрати отворено писмо до премиерот Мицкоски со жестоки реакции, можам да кажам кон него, да одговорам на твоето прашање. Велат дека овие реакции следат по последните негови јавни коментари и изјави поврзани со судството и довербата на граѓаните во судството. Тие велат дека во коментари кои што требало според нив да бидат конструктивни, тие прераснале во коментари и критики кои што велат биле штетни за нив. Нова премиерот Христијан Мицкоски не одговори конкретно, тој само порача дека граѓаните се тие кои што практично ќе оценат нивната работа и колку се задоволни од неа. Премиерот Христијан Мицкоски исто така кажа дека она што го барале судиите, односно тој независен буџет ќе го добијат, меѓутоа тие треба да бидат транспарентни и отчетно пред јавноста да кажат каде ќе биде потрошен секој денар. Тој најави дека до нова година ќе биде донесен пакетот на закони за реформи во правосудството, кои што практично беше споменати во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава. Повеќе детали за ова предлагам да слушнеме во прилогот на колешката Јана Јосифовска. Судството и обвинителството ќе добијат своји посебни буџети, со кои ќе бидат целосно финансиски независни од извршната власт, согласно забелешките во извештајот на Европската унија. Колкави ќе бидат тие и дали ќе се одредуваат како процент од БДП, се уште не е познато, но премиерот Христијан Мицкоски најави дека компаративните анализи набрзо ќе завршат и законите ќе бидат донесени до нова година. За ова тој вчера имал состанок и со министрите за надворешни работи, европски прашања и финансии и како што посочи се барал соодветен модел. Ќе го добијат тоа. Јавно кажувам, ќе го добијат тоа, откако ќе направиме деталната анализа како е тоа во современите земји. Сами нека вработуваат, сами нека унапредуваат, сами нека се грижат за сите оперативни трошоци, сами нека си даваат плата во рамките на буџетот, кој што ќе биде процент онаков каков што е во неколку примери кои што ги дефинират. Само една работа ќе бараме, одговорност. За потрошениот денар народни пари и тоа ќе го направиме. И ќе го направиме до нова година. И ќе ги донесеме законите. Да видиме тогаш што ќе пречи. И очекувам исто така да излезат од Брисел и да кажат браво. Судската фела претходно во отворено писмо до премиерот остро реагираше за неговите изјави од изминатиот период. Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии во заедничко јавно писмо наведуваат дека последниот извештај на Европската комисија јасно нагласува дека најголемиот проблем во судството е независноста на судиите, а во оваа смисла платите се само еден сегмент од финансиската независност.
Господине премиер, веќе подолго време вашите коментари кои ги давате за судиите и судството ја преминаа границата на доброто однесување и преминаа во неаргументирани и паушални напади. Критиката е добронамерна само кога се даваат конкретни забелешки и конкретни предлози за решавање на проблемите. Неаргументирана критика е покажување на намера, ништо да не се преземе за подобрување на состојбите, туку се вкупната општествена апатија да се префрли како вина на судиите. Мицкоски ваквите прозивки од судската фела не сакаше да ги коментира. Рече остава на граѓаните да кажат дали се задоволни од нивната работа. Јас нема да давам одговор на таков тип дописи. Оставам јавноста да каже. Еве, граѓаните нека кажат дали се тие задоволни од испораката на правда во Македонија. Еве, јас ќе молчам. Согласно сегашниот закон, за судството треба да се определуваат по 0,8% од бруто домашниот производ, што би значило околу 115 милиони евра. Но со буџетот за следната година предвидени се само 45 милиони евра или околу 0,3% од БДП. Дали со новите закони што ги најавува Мицкоски, оваа сума ќе биде зголемена, останува неизвестно. Меја во контекст на темава, денеска и на Собраниската комисија за новиот буџет беа побарани повеќе пари за обвинителството. Па повели да чуеме како течеше таа дискусија. Борче републичкиот јавен обвинител Љупчо Куцевски од Собраниската говорница упати апел до пратениците уште еднаш да го разгледаат предлог буџетот за 2026 година и да овозможат повеќе пари во обвинителството, кои што кажа дека се и повеќе од потребни. Тој посочи дека тоа што се бара не излегува надвор од законските рамки и дека практично ќе овозможи ефикасна работа на обвинителството и ќе го привлече оној кадар кој што им недостасува, но како што кажа, и ова беше само дел од расправата за предлог буџетот за 2026 година, кој според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска ќе придонесе за финансиска стабилност и раст во Македонија. Повеќе детали за ова предлагам да слушнеме од прилогот на колешката Сандра Спасовска. Со околу 200 поднесени амандмани почна комисиската расправа за предлог буџетот за 2026. Според проекциите на Министерството за финансии во државната каса, следната година е предвидено да се соберат 6, а да се потрошат 6,73 милиарди евра. Буџетскиот дефицит според проекциите би изнесувал 3,5% од БДП или 637 милиони евра. Приближно колку што се проектирани и капиталните проекти, чиј износ со новиот буџет изнесува 659 милиони евра. Во експозето министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска уште еднаш повтори дека целта на власта е постепена фискална консолидација, а буџетот, вели, е економска порака за стабилност и развој. Секој денар од народните пари е планиран со цел да обезбеди максимален ефект за граѓаните и економијата, при строго почитување на буџетските лимити и со цел да се постигне намалување на буџетскиот дефицит и постепено усогласување со фискалното правило од 3%. Буџетот за 2026 година е планиран како консолидиран и реален инструмент за одговорно управување со јавните финансии, со одржливо ниво на буџетски дефицит и јавен долг. Во предлог буџетот инфлацијата е проектирана на 2,5%, а економскиот раст на 3,8%. На самиот старт на расправата дел од институциите обвинија дека државата им го крати буџетот и побараа измени во распределбата на средствата. Од почеток на 2024 година до денес, значи помалку од 2 години, имаме одлив од над 10% од вработени кои се заминуваат по различни основи. Тоа се околу 40 на вработени. Во истиот период не ни одобрено ниту едно ново вработување, па дури ни пополнување на овие испразнети места. За нас ни преостанува да го кренеме прашањето на едно повисоко ниво, да ја информираме јавноста и меѓународната заедница за овој дискриминаторски однос на владата со кој по непознат клуч се одлучува за кои институции им се одобрува додаток од 30%, а на кој не. Опозицијата предлог буџетот за 2026 го оцени како неразвоен. Со ваква основа, оптимистичката основа, буџетот за наредната година за кој денес почнуваме да водиме расправа, е само подготовка или предговор за новиот ребаланс кој што наскоро ќе го имаме веќе во почетокот на следната година.
Иако се планира одржливо ниво на јавен долг, државата следната 2026 ќе се задолжи со нова еврообврзница од 950 милиони евра и комбинирано задолжување на домашниот и странскиот пазар од уште околу 700 милиони евра за враќање, како што рекоа, на стари обврски. Во проекциите средствата за социјални трансфери споредбено со годинава се зголемуваат за 6,7%, 7% повеќе има и за плати, а речиси 10% повеќе се предвидени и за пензии. Така, инаку, според информациите од председателот на Собранието Африм Гаши, пленарната седница на која што ќе се разгледува буџетот се очекува да се одржи за околу 3 недели од сега, односно на 9 декември. Студио. Маја Становска во живо пред Собранието околу предлог буџетот и преписките меѓу судската фела и премиерот. Ти благодар. Изгласан ребалансот на буџетот. Ќе бидат во принцип активирани експерти кои што ќе помагаат за функционалност на главниот град. Ѓубре нема да смееме да фрламе од 22 часот до 6 часот наутро. Комисијата за кардиолошки интервенции утврди дека дел од операциите во земјава биле непотребно направени. Од 19 анализирани случаи, кај 10 е констатирано дека пациентите без медицинска оправданост биле оперирани или упатени на операција. Министерството најави транспарентност, но имињата на клиниките каде што се правеле вакви монструозни измами не беа објавени. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Кај 10 пациенти е потврдено дека доктори им направиле непотребни кардиоваскуларни интервенции, изјави од Комисијата на Министерството за здравство и проверуваа дали во приватните болници се направени интервенции за профит без медицинска индикација. Со изјавите на Комисијата на пресконференција во владата се потврдија исказите на професорот Сашко Кедев, кој изјави дека во приватното здравство се оперирани пациенти без потреба и без никаква медицинска индикација, пошто министерот Азир Алиу формираше комисија. Ние заклучивме дека за поголемиот број од нив имаме неправилно упатени и неправилно оперирани пациенти. Сега за сега тие се заклучоците на поголемиот дел од пријавените случаи, а понатаму комисијата ќе си продолжи со утврдената методологија. Членовите на комисијата не кажаа за кои болници и доктори станува збор и со какви последици се пациентите кај кои имало непотребни кардиоваскуларни интервенции. По завршувањето на целата постапка ќе бидат дадени информации во јавноста и ќе се алармира и во обвинителството, но во рамки на заштита на податоците на пациентите, објасни кардиологот Христовски, председател на комисијата. Обелоденувањето на институции и состојбата на пациентите може да следи после комплетна анализа на медицинската документација. Во оваа фаза на нашата работа ги анализиравме ангиографските наводи и достапната медицинска документација. Кога ќе стигнеме до дефинитивна оценка за секој поединечен случај, на крајот на информацијата, значи ќе биде доставена таму кај што треба, дали ќе биде до јавно обвинителство, до Министерство за здравство, меѓутоа во сегашното ова се првични оценки на нашата работа. Во втората фаза на испитување на овој случај ќе дојдат тројца странски експерти и ќе го разгледуваат случајот, па ќе биде донесен финален извештај, потврди министерот Алиу. После завршувањето на анализите од страна на нашата стручна комисија и надворешната стручна комисија, исто така ќе имаме пресконференција со конечен извештај и ќе видиме дали ќе се утврдат тие истите 10 случаеви и од таа страна на таа комисија. На крај, како што рековме, тој извештај кај нас ќе биде патоказ за дефинирање на политики во овој дел од здравствениот систем во државата. Во комисијата учествуваат доктори и правници од државните јавни здравствени установи поврзани со кардиологија и доктори од приватните болници Систина и Жан Митрев.
Скандалот со непотребно извршените кардиохируршки операции, кои што ја згрозува јавноста, мора да има целосна разврска, без да се сокрие и најмал детај, побара од СДСМ. Ова почитување е скандал без преседан, за кој мора да има целосна одговорност, но начинот на првичната презентација на извештајот е скандалозен. Имено како е можно министерот Алиу да каже дека комисијата утврдила, повторувам утврдила, дека операциите биле непотребни, а истовремено да вели дека истиот тој извештај не е финален. Да вели дека затоа не ги објавува имињата на лекарите и клиниките кои стојат за тоа. Прашуваме кои податоци се чуваат за финалната фаза. Секоја власт е менлива, но борбата за правата на албанците е вечна. Ова го изјави пратеникот Блерин Беџети, кој се сочува со кривична пријава против злоупотреба на службената положба. Денеска од собранието тој кажа дека не бил виновен и дека се работело за, како што рече, чиста политичка хајка против ДУИ. Афродита Рамос. Иако поголем процент од младите ја доживуваат Европската Унија позитивно, сепак не се оптимисти дека наскоро или пак некогаш ќе станеме дел од европското семејство. Покажува анкетата спроведена меѓу над 1000 млади, од кои најголем дел студенти во државава. Согласно анкетата, младите ја оценуваат корупцијата како нашата убедливо најголема пречка во евроинтеграциите, што подразбира дека се она што не се прави во име на евроинтеграциите, се прави во корист на корупцијата. Се извинуваме за погрешниот прилог, во продолжение го гледате соодветниот. Политичка хајка со цел да се изврши притисок врз членови од ДУИ да преминат во Влен. Вака пратеникот и поранешен градоначалник на општина Сарај, Блерин Беџети, ја коментира кривичната пријава која ја доби од финансиска полиција за злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата. Беџети тврди дека детален урбанистички план за спорната катастарска парцела сепак постои, а најави дека ќе поднесе и пријави за директорот на финансиската полиција Слободан Ивановски, како и неговиот заменик Илбер Имери. Таа е дел од организирана хајка, режирана од власта и директно од премиерот Мицковски, со јасна цел да се врши притисок врз мене како пратеник за да се зголеми мнозинството во парламентот. Никој од пратениците на ДУИ нема да потклекне на вашите притисоци и да премине во Влен, а најмалку јас. Да им биде јасно и на премиерот и на неговите измечари што ја спроведуваат оваа хајка, нивните функции не се вечни. А нашата борбата што ја води Али Ахмети веќе 2 децени е честна, искрена и за идеали. Од обвинителството вела дека предметот против Блерин Беџети, надзорен инженер, како и 5 други лица вработени во општина Сарај и едно во град Скопје, е оформен, распореден кај јавен обвинител и се постапува, пошто ќе биде познато дали ќе биде отворена формална истрага. Овие 7 лица, според пријавата на финансиската полиција, се сомничат дека одобриле план за градба, а инженерот изготвил завршен извештај за технички преглед на објект со невистинита содржина, бидејќи за посочената катастарска парцела воопшто и не постоел дуб. На тој начин овозможиле фирмата Азра Идрис од село Глумово да се стекне со противправна имотна корист во износ од 1,7 милион евра. Според Беџети пак, целата постапка била согласно законските надлежности, а неговата должност како градоначалник била да издава одобренија за градба, со што и ќе докажал дека кривичната пријава е правно неоснована. Речиси едногласно Советот на градот Скопје го изгласа ребалансот на буџетот. Дополнително донесена и одлука со која што граѓаните во определен дел од денот нема да смеат да фрлаат ѓубре. Дејан Трајковски. Констатирам дека изменувањето и дополнувањето на буџетот на градот Скопје за 2025 е донесено. Честитам на убавиот документ. Со 35 гласа за, 1 против и 1 воздржан, Советот на град Скопје го изгласа ребалансот на буџетот, чиј дефицит со оваа одлука е предвидено да се намали за околу 15 милиони евра, односно тој сега ќе изнесува околу 130 милиони, наспроти предходните речиси 145 милиони евра. Како што посочи градоначалникот Ѓорѓиевски пред советниците во градското собрание, целта е да се исчистат непродуктивните трошоци, а да се пренаменат средства за нови капитални проекти, а воедно и да се
подкрепат јавните претпријатија за плати и потребната механизација. Воедно, како што кажа, направено е бришење на претходно предвидените кредитни задолжувања. Над 135 милиони евра е долгот на градот Скопје по однос на тековни долгови, по однос на кредити околу 80 милиони евра и по однос на извршни решенија кои што дополнително стигнуваат и ќе стигнуваат во градот Скопје, ќе треба да ги плаќаме. Од друга страна, јавните претпријатија се блиску 180 милиони евра кумулативно долг, или вкупно околу 300 милиони евра должиме градот и јавните претпријатија. На ребалансот на буџетот на моменти му претходеше и жестока дебата и прашања до Ѓорѓиевски од страна на советниците од СДСМ, ДУИ и Левица, особено околу ставката со која се предвидуваат средства за привремени вработувања. Дел од советниците обвинија дека се прави простор за партиски вработувања, на што Ѓорѓиевски одговори дека станува збор за експерти кои ќе бидат клучни во развивање на градот. Во објаснувањето од колегите на секторот беше кажано дека се работи за формирање на советодавни тела. Бараме информација подетално за колку такви тела се работи, кои тела се, кои луѓе ќе бидат ангажирани и најважно како ќе бидат ангажирани, односно како ќе се бираат. Дали овие средства се награда за блиски луѓе кои што ви помогнаа во кампањата? Еден припадник во минатото од вашите редови кој што ќе биде мој соработник и ќе биде ангажиран, тој е господинот Мишко Ралев, за кој што вие одреден период имате добро мислење, па имате лошо мислење, но ќе бидат во принцип активирани експерти кои што ќе помагаат за функционалност на главниот град. Пред гласањето, советниците од СДСМ посочија дека ќе бидат конструктивни и ќе го поддржат ребалансот на буџетот, особено за да се овозможи функционирање на претпријатијата, а вработените да можат да земат плати, но и да не се повтори хаосот низ Скопје. Со поголема концентрираност посочија ќе се насочат кон оној што ќе се носи за 2026 година. Свесни сме за итноста и неопходната потреба да се донесе овој ребаланс за да не се продолжи со блокадата на јавните претпријатија. Срамота е што Скопје беше оставено во заложништво во целиот период на изборниот период. Не смееше да се дозволи градот да биде претворен буквално во ѓубре, да има глодари и затоа помпезно после тоа да се прави пиар. Со ребалансот ќе се обезбедат средства за новогодишно китење на градот од 70.000 евра, а на Совет се донесе забрана за граѓаните да изфрлаат смет од 22 часот до 6 часот наутро. Дали проневерите со ИПАРД програмата во Македонија може да влијаат врз тоа како и колку земјава ги искористува европските фондови? За дел од експертите потребно е институциите брзо и ефикасно да го процесуираат целиот случај, за да нема долгорочни реперкусии за помошта која што Брисел ја дава на земјава. Јован Ѓорговски. Потребна е брза и ефикасна истрага за ИПАРД фондовите за Македонија да избегне суспензија како во случајот со Албанија, предупредуваат дел од познавачите во земјава. Според Марко Трошановски, државата мора да извлече поуки, односно да ги зајакне механизмите за спречување на злоупотреби и корупција и да реагира навремено. Во спротивно, вели тој, постои сериозен ризик да бидат оштетени корисниците на грантовите кои веќе се соочуваат со последици од суспензијата на ИПАРД програмата. Ако покажеме брза ефикасна истрага, извлечеме лекција, воведеме дополнително зајакнување на механизмите за злоупотреба и антикорупција, мислам дека ќе ја избегнеме суспензијата како во случајот со Албанија, но тоа мора да се направи многу скоро, многу објективно и многу ефикасно, би рекол, за да ги избегнеме овие работи, затоа што веќе дел од корисниците на грантовите трпат штети. Според Трошановски, искористеноста на европските средства во земјава е значителна, зашто смета дека потребно да се формира и национално тело со кое би се обезбедила нивна целосна и поефикасна апсорпција. Вели дека не очекува актуелната суспензија на дел од ИПАРД програмата да ги загрози другите европски фондови за Македонија, но предупредува дека државата мора да покаже сериозна и континуирана контрола. Она што е евидентно е зголемување на искористеноста на различните грантови шеми кои што ги дава Европската унија, и од година во година таа расте. Не би рекол дека може да ги загрози другите фондови и би сакал да потенцирам дека нашата ситуација е различна од другите земји, еве да речеме Албанија, каде што фондовите беа суспендирани.
Претходно од Европската комисија порачаа дека се свесни за ситуацијата и побарале дополнителни информации од македонските власти, но не можат да дадат повеќе информации во оваа фаза. Премиерот Мицкоски пак пред 3 дена порача дека средствата биле времено стопирани со цел да се истражат сите злоупотреби кои се случувале. Мицкоски кажа дека злоупотреби со ИПАРД програмата се правели претходно, зашто нагласи дека ќе има и одговорност. Од владата сметат дека во моментов во здравството се инвестирало како никогаш досега. На настан по повод одбележување 25 години од формирањето на Фондот за здравство, премиерот Мицкоски кажа дека за него новиот клинички центар треба да се направи во делот каде што сега се наоѓа болницата 8 септември. Сања Трајковска-Ставров. Цената за изградба на нов клинички центар ќе се знае откако ќе се одлучи дали тоа ќе биде само доградба на веќе постоечки објект и колку болнички кревети ќе има во него, кажа премиерот Христијан Мицкоски, кој смета дека најидеално место е ГОП 8 септември, позната како Стара воена болница. Идејата е прво да се заврши со постапките на клиниките во Штип и во Титово, а да се почне и со изградба на болница во Кичево, па потоа фокусот да се стави на нов клинички центар во Скопје, од чија изградба владата нема да се откаже, вели Мицкоски. Клиничката болница во Штип, медицинскиот факултет и студентскиот дом, потоа болницата во Кичево со проширена дејност и реконструкција на клиничката болница во Тетово. И мислам дека тој процес откако ќе почне, тогаш може да се посветиме на овој за кој што зборуваме сега. Сепак тој периметар мислам дека е најсоодветен бидејќи има пристап до газ и исклучително добра сообраќајна инфраструктура. И мислам дека како целина може сериозно да се разгледува со лесна надградба да дојдеме до кој што го посакуваме како држава и пациентите кои што ќе го добијат како квалитет. Не се откажуваме. Премиерот кој присуствуваше на прославата на 25 годишнината на Фондот за здравствено осигурување кажа дека за здравството се одвојува повеќе од 1 милиарда евра, од кои само за Фондот 863 милиони евра, што е најмногу досега. И директорот на Фондот Сашо Кликовски смета дека со ваква поддршка здравствениот систем испорачува и покрај своите недостатоци. Каде се најголем дел од фактурираните услуги водат циркулаторен систем, значи кардиоваскуларни, каде што имаме околу 2 милиарди во жувања и следни се неоплазмите со околу 1 милиарда. Ова е само за здравствени услуги без условните буџети за лекарства. Овој здравствен систем испорачува. Да, има недостатоци, ама во основа обемот на услуги што го испорачува е значителен. Статистиката на фондот покажува дека просечниот месечен придонес е околу 3000 денари или околу 50 евра по осигурених, или како што посочи директорот Кликовски во обраќањето, колку 2 штеки цигари месечно. Според раководството на фондот, просекот на платите во здравството од околу 50.000 денари е доволна основа за да се има волја да се работи на реформи. Диабетесот брзо расте и зафаќа милиони луѓе ширум светот, со се поголем број недиагностицирани случаи и сериозни здравствени последици. Во Македонија со диабетес живеат околу 141.000 лица, што е 8,9% од возрастните, или приближно секој 11 граѓанин на таа возраст. Јорданчо Цветановски. Во Македонија има над 140.000 случаи на луѓе со диабетес, а 1/3 од нив остануваат недиагностицирани. На светско ниво пак, според податоците за минатата година, со оваа болест диагностицирани биле околу 589 милиони возрастни лица. Покажува најновото издание на Диабетес Атлас на Интернационалната федерација за диабетес. Докторите велат дека Македонија за жал ги следи светските трендови. Има пораст на ново диагностицирани пациенти со диабетес тип 2. Во пораст е бројот на пациенти кои што се диагностицирани, особено со диабетес мелитус тип 2, за среќа, меѓутоа затоа што е на некој начин болест која што полесно се менаџира, додека болеста тип 1, диабетес тип 1 држи кај возрастната популација барем држи некоја рамнотежа. Меѓутоа светските трендови се дека се повеќе ќе се справуваме во иднина со компликации од болеста диабетес мелитус тип 2. За среќа ова е болест која се држи под контрола.
вели Недеска Минова, која потенцира на важноста на редовниот преглед на населението и продолжување на скрининг процесот во иднина. Систематските прегледи кај работоспособното население се одличен, социјално прифатен, популарен метод за детекција на ран диабетес. Меѓутоа, за жал, резултатите кои што ги добиваат завршуваат во фиока и не се продолжува понатаму во насочување на еден структуриран преглед кај оние посебни популацијски групи кои што ги кажав, гојазните пациенти, пациентите со фамилиарна предиспозиција, треба да прават 6-месечни, 3-годишни. Во изминатиот период земјава се соочуваше со недостигна терапија за диабетичари, а според Недеска Минова, ситуацијата и сега не е драстично подобрена и се надева на дополнително проширување на позитивната листа на лекови за диабетичарите. Таа вели дека лековите што се натовар на Фондот за здравство и оние кои ги има во слободна продажба во аптеките се безбедни и од испитани пазари. Следно на Канал 5, само вистина. Пријатна вечер.